Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг. Патот до остварување на посакуваната цел не е лесен, но вистинските намирници за рецепт за успех се упорноста, увереноста и многу вложен труд и енергија. Најважно од се е идејата и задавањето цели, бидејќи само на тој начин сонот ќе стане реалност. Сепак, за успешна представа на пазарот не е потребна само добра фабула, туку и вистински актери. Токму таков е случајот за кој во продолжение разговараме со нашиот прв соговорник, Благоја Стојчевски, кој е еден од основачите на компанијата Тримот Тим, која се занимава со правење на печатени кола и хардвери за 3D принтери. Тим кој се залага за создавање на првата 3D фарма во регионот. Благоја, добро утро. Добро утро, Александар. Добро утро и до вашите гледачи. На почетокот на нашиот денешен разговор, да ни поедноставите за што всушност станува збор? Секако. Нашата компанија, како што рековте, изработува, дизајнира печатени кола, поточно работи на PCB дизајн. Воедно имаме мини 3D фарма, 3D принтинг фарма која користиме за наши цели и нормално за нашите клиенти по потреба. Поточно тоа што го правиме е клиенти од целиот свет конкретно доаѓаат со нивна идеја буквално напишана на ливче и од идеја напишана на ливче ние изработуваме, дизајнираме целосен краен продукт кој е спремен за масовно производство. Доглавно е тоа ние што го правиме. Така, значи произведувате електрични кола кои што ги пласирате на странските пазари. Идејата е отпочната уште во студентските денови. Почнавте како фриленсери за странски компанија, за да денеска бидете и основач и собственик на оваа компанија. Како дојдовте на идејата да се занимавате токму со оваа работа? И каде се вашите почетоци? Кои се Тримот Тим? Така, идејата дојде едноставно од љубовта кон електрониката и кон, да речам, занимавањето со технологија. Јас со електроника конкретно се занимавам од основно училиште, па така средно факултет и на факултет се запознав со мојот бизнис партнер Горан Веловски и така започна нашата приказна. И двајцата имавме голема желба за работа со електроника и следно најинтересно што не се гледаше за работа во оваа област беше дизајн на електроника, на PCB дизајн и слично. Сега нашата компанија е скоро 6 години сега, започнавме, како што кажавте, фриленсерски, работевме класично на странски платформи и вебсајтови каде што се наоѓавме работата, па оттаму прерасна потребата да се прошириме, да најдеме поголем тим едноставно, за да можеме да постигнеме повеќе работа со повеќе клиенти. Еве, работиме успешно до ден денес. Од она што можев да го прочитам, вашите клиенти, вашите соработници ги има од Велика Британија до Израел. Значи пазарот го проширувате надвор. Ова го кажувам бидејќи токму и на тоа ми се однесува следното прашање, односно основата на Тримот Тим е дизајн на електроника, но идните планови се производство на финален продукт, нели? За да имаме сега финален продукт, потребен е и да имаме пазар за него. Каде го гледате вие пазарот? Дома или во странство? До сега најголем процент од нашите услуги одат за странски пазари. Бидејќи предпоставувам тоа се случува затоа што во странство едноставно има потреба повеќе од развивање на конзумерски продукти и различни продукти. Развиена е таа индустрија едноставно и затоа нашите услуги повеќе се продаваат во странство. Не дека нема и во Македонија, но е Малте. Сега, во однос на продуктите, дефинитивно нашите продукти кои ги правиме, наша цел е да повеќе додат за странски пазари. Иако, еве, денес што ќе спомниме еден од продуктите, почнуваме да го продаваме првен во Македонија, па потоа на странски пазар. Така, за кои индустрии се наменети вашите производи?
Нашите производи, производите за кои сме работели, кои сме ги дизајнирале, наоѓаат најразлични примени. Од едноставно од секојдневието, електронски уреди од секојдневието, не знам, како паметни слушалки, најразлични паметни уреди кои се поврзани на интернет, па се до медицина, сме работели за авиоиндустрија, сме работели и за дел од некои странски министерства како полиција, сме правеле некои електроники, така да најразлично е. Така. Се занимавате и со CNC технологија, не само како изведувачи, туку и како иноватори. Неодамна конструиравте нова машина. Брендот е Goba CNC. Кои се нејзините спецификации и за што е наменета? Таа наша пасија за CNC машини трга од моја страна, да речам, бидејќи пред да ја основам нашата компанија, јас работев во неколку фирми за производство на CNC-на. И јас таму влече мојата пасија воедно за CNC-на. Па решивме како еден од првите наши конкретно финални производи да биде CNC машина или поточно CNC машини, па го креиравме брендот Goba CNC. Конкретно имаме само еден модел на понуда, кој тоа е Goba M1. Се користи за обработка на дрво, пластика и алуминиум, која има интересни карактеристики, бидејќи е прилично компактна, доста достапна за македонските бизниси, бидејќи тоа беше и целта да не биде едноставно претерано скапа, да може скоро секој бизнис кој до сега своите продукти ги креирале рачно, едноставно да можат од утре да си набават CNC по пристапна цена и да си ја забрзаат работата и да го подобрат квалитетот. Goba M1 е вашето првенче, но колку што се информирав, во теке е се уште две други машини, ако не се лажам. Може ли да ни објасните поточно за што станува збор? Во наредниот месец и нешто се надевам дека се ќе оди по план, па ќе прикажеме уште две други помали машини. Една од нив е машина за обработка на стиропол едноставно. А другата машина е за гравирање на портрети во гранит. Сега овој тип на машини зошто се решивме овие машини да ги направиме, бидејќи ги слушавме нашите клиенти покрај интересот за Goba M1, едноставно имаше интереси за ваков тип на машини, па сакавме да ги направиме и да ги покажеме пред нашите клиенти, бидејќи тоа е нашата цел, да не застанеме тука, сакаме да извадиме повеќе машини и типови. На машини. Така, кои се предностите на нашите компании кои се занимаваат со овој тип на работа да поседуваат македонска машина? Тоа прво, како што кажавте, македонски дизајн, произведена тука. Секогаш ќе ја имаат нашата техничка поддршка покрај за управување на самата машина и воедно и за резервни делови, бидејќи во денешницава најголем проблем на сите бизниси е кога имаат некаква машина, кога едноставно ќе се расипе, некој треба тоа да го поправи, најчесто се чека сервисери од странство, делови од странство и слично, во овој случај ќе го има сето тоа кај нас. Така, следното прашање се однесува на 3D печатење. Што представува 3D печатење и што се принтате на овие современи машини? Така. Ние 3D принтерите ги набавивме едноставно првично за наши потреби, бидејќи при процесот на креирање на продукт за клиентите, покрај тоа што креираме и електроника, креираме и, да речеме, кейсингот, односно кутијата и цели механички функционалности на самиот продукт. Па од таму произлези потребата да имаме 3D принтер со кој ги дизајнираме тие делови, ги произведуваме потоа со него и ги тестираме функционалностите, дали едноставно компонентите се
дизајнирани и се вклопуваат во целиот продукт како што треба. Принтате специфични делови или на нив се може да се испринта? Дефинитивно принтерите си наоѓаат посебна примена. Конкретно, бидејќи сега имаме и повеќе принтери, компаниите и луѓето бараат услуги од нас, креираме некои компоненти кои едноставно ги нема во продажба, па конкретно во последниот период многу се бараат компоненти како запчаници за машини и иако се од специјална пластика изработени деловите, се многу цврсти и си наоѓаат навистина добра примена. Како изгледа процесот на 3D принтање? Од каде почнува, што се е потребно пред да го стиснете копчето принт? Така, едноставно во случајов како што кажав претходно може да имате некој стар оштетен дел, па од тој оштетен дел или нов продукт доколку работите, сето тоа се моделира во некој од CAD софтверите. Потоа откако ќе се измоделира, се става во друг софтвер каде што се подесуваат сите параметри на принтерот и потоа тој мал файл добиен се става на 3D принтер, се одбира типот на пластика и процесот може да започне. Значи тоа е адитивна метода. Едноставно компонентот почнува да го гради од нула, па го додава слој по слој до крај. Значи, сепак не може да го користиме сите како обичните копир машини, принтери кои што сме навикнати секојдневно да ги користиме и ги имаме сите дома. Некои работи да се научат и ама за 3D принтерите моментално има доволно ресурси на интернет, така да секој кој би сакал, верувам дека може да ги користи, бидејќи на интернет е толку многу расширено што многу од интересни пластични делови, компоненти ги има бесплатно да се симнат и да си ги спринтат. Суровини за нив каде наоѓат? Суровини има и кај нас. Има поголеми продавници во Македонија кои ги продаваат тие се така наречени филаменти и резин, односно смоли за другиот тип на принтери, односно принтерите што принтаат со течна смола. Така. Ги има и кај нас, а на интернет веќе знаеме дефинитивно. Уште едно прашање пред крајот на овој разговор. Вашата идеја е да бидете први во регионот кои што ќе создадат 3D фарма. Што би представувало ова во суштина? Тоа во суштина представува склоп на повеќе принтери кои работат едноставно на продавање на услуги за останати луѓе. Сега многу од фирмите кои креираат продукти едноставно пред да тргнат во производство сакаат своите работи своите продукти да ги видат како би изгледале. Па тука се наоѓаме ние едноставно, бидејќи како што кажавте, не секогаш е брз процесот за да почнете со 3D принтање, па едноставно ние тука се наоѓаме во таа приказна. Така, јас ти благодарам за денешното гостување во утрински брифинг и тоа што малку барем ги разјаснивме сите овие работи, ги објаснивте со што вие всушност се занимавате за вашиот успех и за вашите постигнувања. Ви посакуваме и понатаму да напредувате и да се ширите и секако се слушуваме во наредна прилика да видиме до каде сте стигнале. Секако. Секој е добро. Ви благодарам.